Данес да се повратиме, да се навратиме на тоа што е наш надлежност. Ние имаме пред нас, значи во точка на дневен ред, и тоа за барањето на согласност од Општинската изборна комисија. Јас значи морам да ги кажам на тоа дека Општинската изборна комисија правилно постапува, бидејќи вакви случаи мислим дека ретко имал. Од 2006 дека сум овде, значи ретки случаи може да се случат на вакав начин, значи да имаме и вакав случај. Што значи дека Општинската изборна комисија за поздравување што значи бара и согласност, мислење од највисок орган кој е надлежен за организирање на изборите, тоа е Државната изборна комисија. И јас додека чекавме, значи и работевме во нашите простории, стварно бев запознат од Општинската изборна комисија дека има значи вакав случај со која искажав дека вие почитувајте значи тоа што е во наша надлежност, а ако за нешто не можете да одлучувате, значи постапите до кај нас. И добро е што вака ние пред нас имаме материјал. Имавме вчера што не можевме во 10 ние да се составнаме за да земаме став и од вчера и се поврзуваат, значи наредбите не се од тројца судии, само бидејќи вие рековте, две се од една судија, Весна Јовановска за избирачкото место 140 и 1065. Една наредба е од судијата Десанка Ѓаковска, тоа значи за избирачкото место 1036 пишува. Потоа имаме дополнување на наредбата од дежурниот истражен судија на Основен суд Куманово Зоран Соларовски. Мене сега повеќе ова ја читам наредбата дополнување, бидејќи веќе се наведени имињата, наведени се наведено по кој член од ЗКП. И во вториот пасус од наредбата вика претресот да биде извршен од страна на овластен службена лица при СВР Куманово, во присуство на Општинска изборна комисија Куманово, во полн состав, а по предна согласност од страна на ДИК Скопје. Ова го пишува самиот, значи, судија, истражен судија. А по претhodна согласност од страна на ДИК. Значи, и ги наведува што треба. Што значи и потоа барањето е пишено врз ова што примена. Значи 21 во 10 часот е примен од Општинската изборна комисија Куманово, кај нас стигнато на 22 часот писмото барање согласност од вчера. Потоа истражувањето на ова истражна действие му се доверува овластено службено лице во образложението при СВР Куманово во присуство на Општинска изборна комисија во полн состав по предно согласно страна на ДИК Скопје. Значи и во самата диспозитивот на наредбата и во образложението е пишено така. Што сега? Значи истражниот судија ова постапка и од една страна му дава и налог како да постават и Општинската, па и што да правиме, значи ова во ДИК по ова дополнување. Јас мора да кажам дека од тоа искуство што имам од изборното право, бидејќи изборното право многу се разликува и од сите други права, од кривичното, од управната и од други материи. И ние работиме по изборниот законник, бидејќи овој е основен за настапување и постапување и исто така и одлучување по другите кои се поврзани, действија кои се поврзани со изборите. Значи, бидејќи сега е во тек, а исто така барањето согласност пишува дека треба да се отварат запечатани гласачки кутии и запечаните вречи со доверлив материјал, истите запечатани со сигурносни ленти со серијски броеви од страна на избирачките одбори, пишува самата Општинска изборна комисија што треба да прави. Ние и во прирачникот како да постапуваат општинските изборни комисии
И во самиот изборен законник, значи материјалот, доверливиот материјал до завршувањето на изборната постапка треба да го чува, значи полиција со наредба на Општинската изборна комисија, бидејќи овие избори се разликуваат од парламентарни и претседателски избори, бидејќи целокупниот изборен материјал е во Општинска изборна комисија за локални избори, додека за парламентарни и претседателски тој изборен материјал се наоѓа на нашите простори и ние сме надлежни. Што значи дека општинските изборни комисии се надлежни за целокупниот изборен материјал и истите го држат. Ние даваме, значи, и резултат врз основа на тие што ни доставуваат. Ние може да побареме материјал кога одлучуваме по приговори тој материјал што ни е потребен. Значи ова е едно што ние треба добре да ја разгледаме ова и мислам дека во ова постапка, бидејќи ова истражно действие веќе како ми дава малку, може госпоѓа Дума ја знаа кривично, не може ја знам, него сигурно сум, бидејќи таа работи 36 години судија, од кривичниот законник и кривичната постапка, закон за кривична постапка. И сега во ова фаза истражниот судија вика дека лице при СВР Куманово во присуство на Општинска изборна комисија во полн состав, а попретно согласно станот на ТИК, да врши увид во изборен материјал. Јас мора да прашам себе си, кој врши истрага? Судија или МВР? Значи, ова е писмо, наредба од самиот. Тој има надлежност веќе. А со кого, како ќе прави? Тоа е, значи, има закон и тој почитува закон со кога ќе го прави. Меѓутоа, ова е во надлежност на тој судија што треба да врши истрага. Не на МВР. И бидејќи од тоа сега ми преобладува повеќе треба да се зема искуството, бидејќи до сега не сме можеле да кажеме вакав начин, имаше по лоши избори и повеќе упади 2008 година, полни пути, не знам што, па вакви случаи сме немале. Значи, јас мислам дека до завршувањето на постапката по приговори треба воопшто да не се отвори изборниот материјал, доверливиот изборен материјал, до завршувањето на постапката за приговор. Потоа, истражниот судија има право да го побара во оригинал тоа што му е потреба за истражните действија. Јас толку може да давам придонес на ова барање на согласност.